Македонија и Унгарија остануваат најкритичните земји во Европа според слободата на медиумите. Поради овој податок, меѓународната партнерска група на организации кои работат на овој проблем, кон крајот на минатата година ги скенирала состојбите во овие две држави. Испитувањето покажало дека во Македонија слободата на медиумите се влошува, додека во Унгарија се бележи извесен напредок. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насер Салмани, кој веќе неколку месеци безуспешно се обидува да издействува декриминализација на клеветата, вели дека владата нема слух за слободата на медиумите. После вакви извештаи, владата и сите одговорни институции треба потхитно да делуваат за да на некој начин ја подобриме состојбата на медиумите во Македонија и го поправиме имиџот на земјата која што секој ден е се полош во светски рамки. Мислам дека е време за акција. Во извештајот се споменува потребата од декриминализација на клеветата, вклученост на новинарите во изготвување на законот за медиуми, кој владата тајно го подготвува, плурализам на мислењата, реформиран јавен сервис, неселективно законодавство. Меѓународната партнерска група за слобода на медиумите упатила и остри критики за владините реклами, за ланското проширување на Советот за радиодифузија, како и за затварањето на А1 телевизија и трите весници. Од ЗНМ велат, ние го кажавме своето. Сега чекаат на владата да ги повика на дебата за конкретни решенија во делот на медиумската слобода. И во последниот извештај на Freedom House, Македонија бележи пат во слободата на печатените медиуми и се најде на 115-тото место, само 6 поени пред Северна Кореја.